Денес е точно 1 месец, 30 дена, од кога отпочнавме со блокади на регионален пат R1109, каде што ги блокираме сите активности поврзани со изградбата на двете мали хидроцентрали Папрат и Баровдол на реката Дошница, една од најчистите реки во Република Македонија и пошироко. Тогаш со масовен протест, горе, директно, со блокади на машините и со голем протест на локалитетот Смрдлија вода, беше успешно повлечена целата процедура и постапка за изградба на хидроцентралите и тогаш сметавме дека самата активност и самите овие злонамерни проекти се завршени, односно им дојде крајот. Да допред 2 месеци дознаеме дека повторно им се прибавени сите дозволи и документација и е покриена се тоа што е захтевано по закон, нормално, но ние се сомневаме на направен огромен криминал, каде што покрај уништувањето и влегувањето во коритото на самата река е отпочело со нелегална сеча на шума и со целосни диверзии околу постапките за изградба и за креирање пат за нивно отпочнување со изградба. Една од главните причини зошто ваков агресивен настап со блокади имаме ние, тоа е од едноставна причина што со еден елаборат од еден лист хартија, направен од еден шумарски инженер, тој гарантира со тој елаборат дека нема да има никакво влијание, штетно, нормално, врз животната средина. Што тоа не е така. Огромни студии се прават и за помали работи, не за две хидроцентрали кои што вдолж од 4 километри и во ширина од 8 метри ќе го прекопаат речното корито и реката ќе ни ја стават во цевка. Ние го имаме најчистиот ген од нашиот автохтон вид на домородна македонска пчела, тоа е Апис мелифера македоника, нашата македонска домородна медоносна пчела, која што доколку се изградат овие хидроцентрали и се запре течението на реката, а со тоа и ресурсите водни пред се, а и секакви биолошки, ние ќе го донесеме до работно изумирање. Пастрмката, раковите, различните молови кои што ги имаме во оваа оаза се само дел од природните ресурси и богатство кои што ние сакаме да ги заштитиме. Малите хидроцентрали веќе години наназад се промовираат како зелена и одржлива енергија, меѓутоа праксата во изминатите 10-15 години од она што се случувало на Балканот покажала дека тоа не е баш така. Веќе има бројни истражувања кои покажале дека тие имаат повеќе негативни последици врз локалните екосистеми и локалното население, отколку што имаат бенефит за нив. Нашата битка не застанува тука, на реката Дошница. Откако ќе извојуваме оваа победа, нашата поголема цел е да издействуваме носење на ист закон како што е донесен во Босна и во Црна Гора за целосно забранување на малите хидроцентрали и во идеален случај Кожув да се прогласи за национален парк, како што тоа беше направено со реката Вјоса во Албанија.